Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува со вистинска грижа за сите граѓани. Продолжуваат мерките што спасуваат работни места и ја помагаат домашната, македонската економија. Мерката за поддршка на исплата на плати продолжува до крајот на годината, односно и за месеците октомври, ноември и декември. За разлика од претходните месеци, сега поддршката ќе биде одредена скалесто согласно падот на приходите кај компаниите. Тоа значи, колку е поголем падот на приходите во компаниите, толку поголема ќе биде поддршката од државата за исплата на платите. Односно, таа ќе се движи од досегашните 14.500 денари, па се до 21.776 денари. Со оваа мерка ќе бидат поддржани 83.000 работни места во нашата економија на месечно ниво, односно вкупно 250.000 плати во последниот квартал. За реализација на оваа мерка, почитувани граѓани, ќе се одвојат 70 милиони евра, пари за директна помош на работните места. Особено е важно да се напомене дека оваа мерка се однесува и на самостојните вршители на дејности. Почитувани граѓани, со овој четврт пакет на антикризни мерки, 470 милиони евра завршуваат за спас на работните места, за помош на невработени и социјално ранливи граѓани, за потикнување и на приватната потрошувачка. Како одговорна партија, продолжуваме со мерки и политики што носат социјална и економска сигурност и што обезбедуваат конкретна помош за македонската економија. Ви благодарам. Повелете прашање. Дали сметате дека Македонија може да ќе биде презадолжена со оглед на тоа дека огромни кредитни средства се ангажирани за овие пакети и дали има потреба нови кредити во меѓународните институции? Доколку добро ве разбрав, зборувате како задолжување, како процент од бруто домашниот производ. Замислете како држава, еве нешто за кое што и опозицијата не критикува, да не излеземе во пресред на економијата, да не ги поддржаме компаниите, да не дадеме поддршка за спас на работните места. Вредно е да се каже и како бројка во претходните 3 месеци, каде што близу 20.000 компании на месечно ниво, односно 120.000 работни места, беа зачувани благодарение на поддршката од државата. Дополнително, во наредните 3 месеци, ќе бидат поддржани 83.000 работни места месечно. Замислете сето тоа доколку државата не им излезе во пресред, колку тоа би се одразило директно на бруто домашниот производ. Доколку дозволиме во една ваква сериозна економска, пред се здравствена, но и економска криза, да падне бруто домашниот производ со тоа што државата нема да поддржи економијата, тогаш по автоматизам задолжувањето како процент од бруто домашниот производ рапидно ќе се зголеми. Одговорни политичари во време на кризи мора да излегуваат во пресред на економијата. Само на тој начин ќе направиме основа со поддршка на економијата да не дозволиме сериозен пат на бруто домашниот производ, а со тоа, ако го одржаме нивото на бруто домашниот производ, секако изразено како процент од задолжување, верувам дека ќе остане во нормала.